Добро вечер. Добро вечер на сите и добре дојдовте на срамота, вечер на раскажување на квир приказни, која што ќе не воведе во викендот на гордоста кој што ќе следи од 22 до 25 јуни. Јас сум Ана Василева, ова е Румена Божаровска и таа ќе ни каже нешто повеќе околу овој настан. Па еве, јас ќе ви кажам зошто се решивме за терминот квир. Квир е збор, еден многу убав звучен англиски збор кој што потекнува од 16-тиот век. Тој во суштина значи нешто чудно, нешто необично и можеби малку нешто ексцентрично. И така си продолжил тој да се значи се до 19-тиот век, кога зборот одеднаш добил негативно значење и почнал да ги означува луѓето кои што се вон хетеросексуалните врски. Но во 20-тиот век квир луѓето повторно го освоиле овој термин и од тогаш тој го означува тоа што ние вечерва така ќе го користиме, а тоа е се она што спаѓа вон строго пропишаните праволиниски стриктни шеми на општествените норми. Тој ја слави различноста, ја слави отвореноста, ја слави убавината. Така што тоа за нас вечерва ќе значи квир. Исто така би сакале да спомнеме дека на македонски квир би можело да се преведе како настран. И тој термин во принцип е негативен и јас еве опатувам еден апел вечерва, зборот настран исто така да го освоиме, да му дадеме една нова моќ. При што настран исто така ќе ја слави различноста и ќе ја слави убавината на се она што спаѓа надвор од лицемерните општествени норми. И затоа ние вечерва ќе раскажуваме настрани приказни. И сега зошто срам? Срамот традиционално се користи како една од најмокните алатки за замолчување и угнетување на луѓето кои што имаат поинакви сексуални ориентации од страна на хетерофашистичките општества. И самиот концепт на гордоста и сите настани кои што се организираат поврзани со гордоста, како поворките на гордоста, неделата, викендите на гордоста, доаѓаат како реакција на тоа наметнато чувство на срам. И токму затоа ние решивме да ги поканиме овие 6 прекрасни луѓе тука со нас да ги раскажат своите интимни, сексуални, родови приказни врзани за срамот. За тоа како тие некогаш се почувствувале засрамени заради тоа што биле прогласени на некаков начин заради своите настрани афинитети. И со тоа ние всушност ќе се обидеме срамот да го исправиме, да се соочиме со него, да му ставиме една машничка и ние да му се изнасмееме во лице. Во тој контекст би сакала да ви кажам, навистина сме горди што имаме вакви 6 храбри раскажувачи вечерва. Ве молам да ги охрабрите со еден громогласен аплауз. Верувајте, тие се далеку од совршени. Нема да ви ги представиме по име и презиме, се надеваме дека ќе ги сватите од тоа што зборуваме. Имаме, например, тука една климактерична баба, која што е екстремно изфрустрирана, пошто кој знае од кога немала секс и заради тоа критикува све живо и диво. За се има свое мислење. Наоѓа мани на се. Добри ни се гостите, мислам, на вистина. Нема проблеми. Добро, еден е така малце чуден. Не знаеш дали е машко или женско, така изгледа некако, не знам, неприродно, ненормално. На времето се лапал со се што ќе стигне, со се живо. Може и джанак бил. А сега нешто 100%. продава семени вредности. Сега е слики многу... со бебиња. Да, татко. Не знам, чудно. Да. Имаме една така добричина и хуманитарец вечерва тука, меѓутоа сигурно компензира за нешто малечко во својот живот, бидејќи има и голема кола. Чудно е така кога си премногу добар. Мислам, мора нешто да Нешто му фали. Ајде ќе видиме после. Да, многу е фин. Сега имаме уште две жени, супер се, многу се забавни, многу се фини, ама
Мислам дека треба крајно време мажите да им стават катанец на фрижидерот. Едната од нив е позната кураждерка на млади мажиња. Разведењача. Обожава младо курешко. Разведењача, распуштеница. Така? Да. Така нешто, ама фина е. Да, многу. И плюс многу е смешна. А другата исто така смешна е сега се омажи на стари години за еден од тие, знаете, не се наши. Имам јас такви другари, ама мислам фини се, ама добро. Малце, кажи си го, бе? Кажи си. Е сечене да. Ама Шукир се спаси и сепак роди дете. Го фати последниот последен воз. воз фати, да. Плюс многу е паметна. Да, сепак. И на крај, не знам сега ова дали ќе го препознаете, имаме едно младо битолско принцезиче, давај газе, твинкче, многу сака да се депилира, Многу сака да се слика гол. сигурно му е другар на Кочо. Битолчанец. И ти си? Така, од прилика тоа ни се гостите. Тоа е тоа. Уште еднаш аплауз. Мислам дека имаме совршена плејада на гости. Ќе почнеме со човекот од мојата лева страна. Тоа е ценетиот Срđan Јаничиевиќ. Многу познат драматург и режисер. Исто така се занимава со музика. Во сабота има концерт во Куманово. Така. И ќе видиме сега каква приказна ќе ни раскаже тој. Така што повели. Срđan, ти си наред. Не сум се лапал баш со полога. Тука има двајца да видиш. Опа! Не те видам. Ќе осмена микрофонот по повод трети. Боле ради кога уклучиш. Добре, да, слушаме, да. Да, добро што ме најавивте, пошто никој не те знае. Стварно срамота. Срđan домакин човек. Значи, овака, ајде идеме со приказката, да. Се будам едно сабајле, така, и да, се будам у тоа едно сабајле кое сваќам дека овој живот на домакин човек, што ти би кажала, значи женец со дете и така натака, е уствари еден сон. Малце подугачок сон, али после ќе ви објаснам зашто е подугачок сон овој цел мој живот. И овие тројца тука што се исто кои да се. Или поиша, не знам. Да, и се будам кај што сваќам дека цела оваа приказка која што ми се има случајна, е уствари да еден голем сон и еден долг сон, се будам дома нормално, во истата зграда, истата куќа, истиот све исто. Само малце другачија е реалноста, да речеме некој паралелен универзум или што да е. Треба да дојде кај мене мојот љубовник, дечко, партнер, whatever. Пошто сум малце утрема и така натака, ги активирам тие моменти кај што треба да влезе. Уствари, да, ги уклучувам тие моменти кај што треба да се индуцира малце поише ендорфин, серотонин и така натака. Проработува добро, јако ми е, добро ми е, се е во ред. Да, па, мислам, дел од животот, не? Малце Македонија изгледа чудно, односно не изгледа чудно, изгледа прекрасно, феноменална утопија кај што се е во ред, многу по, значи, комплетно различно од ова. Скопје е друг град, се е во ред, значи нема мржња, нема ова што го живеевме долго време и што ќе го живееме најверојатно, све тоа е заборавено, не постои баш утопија, прекрасен свет и така натака. На врата звони, да, мојот дечко, партнер, или како и да.
Отварам врата и сега ако би било филм, би било поедноставно да ви го прикажам, али пошто не е филм, морам да ви го раскажам. На врата е Срđan. Мислам, дечко ми е Срđan? Да, и аз. Да. Сега тој Срđan сега за сега да го крстиме Копи 3. Срđan Копи 3. Може да 4, више не се сеќам, пошто ипак не е иста приказката. Како да, влегувам јас кај мене дома и се поздравам со јас и така натака. Не е од другата, да. Како да, ќе ви објаснам после да, најверојатно зашто е така и како и што е. Више имам така прилично долг период преживеано од животот, мислам долго траело све тоа. Дечко што е Срđan Копи 3, да. Многу е убав, мислам. Да. И секси, да. И многу го сакам. Обично, нели, она Румена знае најдобро стари, нели, она сексот со ист пол ви е прекрасен, затоа што точно знаете што сака, нели, така дале, ама со себе е најубав. Мислам, можете да замислите како е, да, со себе која. Мислам, може да гадно звучи, али стварно е многу добро. И да, многу го сакам, пошто е стварно многу... Не е го трип приказка, стварно, да се разбереме. Али е многу добро, мислам. И све што иде устоа, мислам, може да замислите какви се караниците, може да замислите, пошто немаш да го мрзиш на тие караници твои се, мислам, така. Пошто е он. Како и да е, Срđan Копи 3 е, уствари, клон. Мислам, клон на мој клон. И тоа е такво општество кое се произведуваат клонови, во колку нешто вас ви се случи, онда вие ги вадите неговите органи, он си умира регуларно, може и да не умре, мислам, кога имате сообраќајна, само ви фали рука, ќе ви ја даде руката, па ќе се живее без рука. Ама такво општеството се е ред, мислам, они може да се живеат нормален живот, се додека не им побарате нешто што вас ви треба за вашиот живот, така. Сега, во тој контекст, мислам, добро, додуше, сега, кога ќе мора да умрат, ама сега и крави ние колеме за јадење, така да и он мора да го, мислам, си ги имат они сите право до оној момент додека не треба ми дадат некои органи и они да си умрат. Тоа е многу битен, мислам, таква е медицината и ние затоа така се живееме прилично долго време, пошто имаше и нели Срđan Копи 1, Копи 2. Кос нема микрофонов, ме цензурира, не, добро. Како е да е, и тука ние се седиме, си правиме муавет, али целото тоа преаѓа во една многу лоша караница, мислам. Кај што он не ми верува дека е љубовта толку длабока и така натака, знаете како идат караниците, како и да е. Ја му објаснам дека он е стварно правио, дека многу го сакам. И викам, што има врска, мислам, ти можеш и да имаш и некој, мислам, можеш и Копи 4 да го имаш, така не е проблем, ќе ти направат, ќе го сакаш и него. Како да, ја да заборев да кажам, јас сум стари малце болен, малце поише и треба да си умрам и затоа Копи 1 и Копи 2 ги нема сега. Со Копи 3 се расправаме дали да го нема него или... Да, стари сакам Копи 3 да остане жив. Ја многу сакам Копи 3 и спремен сум да си умрам ја за него. Мислам, пошто сакам Копи 3 да биде жив. Он ми убедува дека Копи 4, Копи 5 исто ќе ги сакам, ама еве Копи 1 и Копи 2 не ги сакат. Ама исти се ко тебе, ама не ги сакам. Мислам, не ги сакам. Не, се е тоа веројатно, ама ја не ги сакам. И мора да ме разбере дека ја сакам он да остане жив. Не ја, он да остане жив. И таа караница малце трае еден период, он на крајот на денот сега тоа клоновите се малци учени по пут да бидат со некој самурајски кодекс, дека треба да загинат за својот господар или шо да. И он вика, окей, ти шо ќе кажеш тоа? Ја прифаќам да си умрам и си така си самувам. Мислам, устари не е ни битно, пошто ја зема пилулата претходно, можеше да ми спумпаат, ама го убедив да не го направи тоа. И така ја си умрев. И сега као тиста, мислам, ќе си умреш и заврши приказката. Тука тоа е тоа, ама не било така, мислам, пази, кога си умреш, си умираш, ти шеташ тука, ама сам си. Мислам, ги гледаш сите други, ама немаш муабет многу со тие другите.
Ама може да ја видам приказката што му се случи него после тоа. Он беше од тоа едно прекрасно општество кое што ние живеевме и така, мислам, кај што например нема бракови, пошто што ќе ти е тоа, мислам. Чак прочитав и нека студија дека пошто немаш страв више од смрт, затоа што можеш да живееш скоро бесконечно. Сме паѓал лесно депресија, тоа ми будуваше и он као сега си паднал во депресија, остај ме ја да умрем вместо тебе и така натака, али нема везе, јас си застанав со својата приказка и си умрав. Он беше многу осуден пред се од своја оваа самурајскава приказка што ја кажа, а нормално и од оваа од луѓе во кои што не се клонови, од нормалните луѓе, многу осуден. И прилично долго му беше незгодно на Копитри и така си патеше, беше неубаво, да на крајот на денот или на крајот на целата приказка, он свати дека не може ни он да живее. Мислам, не знам дали без мене, може да и без мене можеш да живее, јас сакам така да верувам дека тоа. И се самоуби он од срам. Да. Да, и сега нема да има сржани. Јас мислам дека Девид Линч вода може да ти носи после оваа приказна. Влеговме во Twilight Zone. Така, ајде Ана, што правиме следно? Сега во Feminist Zone одиме, затоа што следна ни е Ана Мартиновска, професорка, критичарка, есеистка, феминистка наце, едно прекрасно човечко суштество и една огромна поддржувачка за ЛГБТ заедницата. Повели Ана. Благодарам. Растена сум со слики од париски бордели под зидови. Зборот срамота не беше баш дел од моето семејно наследство. Арнама, која пред 20 години се вработив прв пат, ме ставија да проучувам македонски фолклор. Зачмаено, затуцено, конзервативно, здодевно. Решив наукава да ја искомбинирам со нешто повозбудливо. Ем наука, ем секс. Први ги фатив гатанките, ги знаете оние, кусо дебело на жените им потребало. Ти го мазниш, тој ти скокат, вујко свирна, вујна нога дигна. И сега, јасно, јас го знам одговорот, не го барам од вас. Важно е да се насмееме на погрешниот одговор. Научниците викаат, тоа се викало ефект на изневерено очекување. Како и во животот, се надеваш на секс, ама ништо. После ги фатив овие приказниве мрсни што ги викаат. Мома сакала маж со 2 чешала. Барала татко и да ја најде маж со мандало што се вози у 13 коли. И највише, најбезобразна, најсладка ми е една голиот на гости се вика, накусо ќе ви ја раскажам. Дожд виулици, вака како денеска, и еден патник, слушнал, вика, македонциве гостопримливи се, да чукнам на некоја порта да ме приберат. Ама на врата му рекле, знаеш, ние си имаме еден обичај, по дома си седиме голи. Срам не срам, се соблекол, седнал поред огништето, и тука двете снајки и свекорот. Срам не срам, се соблекол, седнал поред огништето, и тука двете снајки и свекорот. Сега топло му дошло убаво, му се народжил. Стариот вика, снајке, намекни му го. Отишле во другата соба, свршиле работа, ама па се вратил, па топло му дошло. Па вторава снајка помогнала. И вика, момчето во оваа куќа било за иде доаѓање. Едва го дочекал следниот дожд, трк па на истата врата, уш од врата се соблака, трча на кај огништето, ама го дочекале синовите. Сега на синот му се народжил. Пусти штури и издржал некако. Приказнава нема баш класичен хепи енд, ама многу сакам да им ја кажам на оние што мислат дека македонците немале либерален однос кон сексот. Сега,
Срам за овие што ги раскажувале, што ги измислувале приказниве. Срам за овие што ги објавувале, нели, за мене срам што најбезобразните сум ги избрала да ги ставам во една антологија на еротски фолклор. Ама најусрмен од сите беше еден академик. Прифати да збори на промоцијата на книгата, ама без да ја види. Кога прочита, сакаше да се извлече, ама веќе го стаиле во поканите. А он репутација, боем, ваков, онаков. Па сам си пишуваше песни, оган, огане, урагане. Сега... Дојде на промоцијата и уште кога виде глумец сум викнала да чита од приказниве, пола сат, што е добро, нели, за академик, ни кажуваше дека тоа сексот и тоа вулгарностите биле за по дома, а не за јавен настап. И се ме теша, вика, старе, вика му, отишла снагата, останал меракот. Ама ми ја залепи етикетата, срам да се немало. Ајпен Ушлиски, вика, објавуваше еротски приказни, ама тој вика, возрасен, сериозен професор. А ти млада, немажена, кобожем од фамилија. Срам те било. Јасно и гласно пред сите. И ја, ако тука се вадев нешто, ама фолклористика, провокативни теми мора да се проучуваат, после прифатив да пишувам колумни за Глобус. И гледам, у поднаслов ми напишале, Ана Мартиновска ќе одговара на прашања од обштествени родови, ама и сексуални проблеми. 3,5 години пишував и се обидев, нели, сите предрасуди на кои можев да се сетам да ги срушам. Љубовни триаголници, разноразни комбинации, лисици, камшици, сексуални доминации, стоп за хомофобија и трансфобија, абортус како право, сексуална анорексија, порнофилмови. Тони Димков и Звездан Георгиевски ги читаат, Тричковски ги објавуваше, не се побунија толку време. Што си мислеле, они си знаат до душа. Ама се сменија времињата. Глобус го затворија, ја го сменив медиумот и еден ден на колегиум зборат. Абе, нашава колумнистка лесбика или мераклик? Не бе, само е неебана. И реакциите иде во се во тој контекст. Мајка ми дома си молчеше сирота. Штама? И ги праќав однапред, викам, чекај, ќе ја нападнат комшики, тетки. Овие загрижени дека вака, ако продолжам, никош нема да се омажам. Ништо. Една тетка Марија ми за една колумна за меѓурасни interracial relationships ми вика, немој Банч, нели она, подоправдан сомнеш дека од лично искуство пишо. Немој Банч. Слушнав, многу биле темпераментни. Ќе се навикнеш. Некој од постариве колеги на универзитет ми вика, ја чита вчера твојата колумна, скришно од жена ми. Абе, добра си, ама малце си пред времето. И најблисаво беше кога требаше да излезам и некој, што би рекла баба ми, кандидат ќе се појавеше. Ама од овие начитаниве. И ми вика, ти си експерт за секс, а? Па оди докажи се. И Арнама еднаш па еден ми се засвиѓа. И ми вика, направо, те знам од колумни. Ја отида репутацијата на поштена женска. За среќа се фалеше феминист бил, додуше тоа додека не почнавме да живееме заедно, ама да ме тестира сега колку ми бил отворен ставов, ме однесе на нудистичка плажа на крв. А јас сум напишала многу колумни за тоа body positivity, acceptance и слично, ама на плажа со се пешкирче, вака седа. Ама во врска мора да има разумен компромис. Кај нас тоа се вика феткини.
Ако не сте знаеле, тој термин би ти било бикини, ама у мој број. И ако еден на еден некако се разбравме, сега вика, ќе те носам да го запознаеш татко ми. Аха, лежи стариот скршен колк, ја влегувам во соба, он тргнува весникот што го чита. Шо да видам? Последното машко табу. Темата: зошто нема повеќе голи машки тела во фул фронтал на медиумите? На слика ја, во цела должина и ширина. Сега плюс, кој што ви кажа Ана, свекор ми албанец од мало косовско село. За волја на вистината едуциран и с обзиром на обзира релативно еманципиран, ама стварно прв пат у живот сум се усрамил. Приказнава завршува ко пепелашка. Се заљуби и место куќата на макејата сега го чисти замокот на принцот. Така и јас. Среќино се омажив и сега не ми текна ни една тема за колумна. Башка срамота бе мајка на мало дете да раскажува срамотилоци. Го знаете Шиндре, еден од ретките навистина млади и активни активисти кои што се бори за правата на сите маргинализирани заедници без разлика од каде потекнуваат. Нам ни е многу драго што Шиндре е вечерва со нас и вас. Фала, Румена. Абе чекајте да кажам прво нешто, ќе аплаудират. А пред да почнам да ви раскажувам, морам да ви кажам дека ова што ќе ви го раскажам ќе биде низ мојата призма и низ мојот светоглед. Јас не можам да тврдам дека другите исто така се чувствувале така болно како јас што сум се почувствувал кога сум ги доживеал овие работи. И второ, бидејќи сметам дека не постои апсолутна вистина, вечераваќе ја слушните мојата или барем дел од неа што ви ја приготвив, а јас не лажам никогаш во животот, така што се ќе биде дотично и вистината. За да сватите колку сум заебан од сам старт, додека мајка ми била бремена во мене, направила 5-6 еха и на сите тие 6 еха гинекологот акушер и кажал носиш девојче. Така јас кога се родив бев облечен како мајка ми милува да каже во праска боја шпикозни. Таа праска боја шпикозни од розовите на сестра ми, само ако се прави некоја спектрална анализа може да се разликува. Не знам како не купиле барем едни резервни, но не е важно. Година дена после моето раѓање слават крштевка и прв роден ден мој. И замислете, од 17 братучеди, 16 се девојки, јас сум тоа момче, кое што се раѓа во фамилијата. Нели, тоа 200 души. Кафаната Солун во Битола ја откупиле, као 12 на пладне до 12 на полноќ траела мојата крштевка. Но, ова момче така не се чувствуваше секогаш како момче, односно родово сакаше да експериментира со сопственото тело и со лиштата што ги носи на себе си. Па така додека растев, јас во зависност од тоа со кој се дружев, со кој како играв и дали играв фудбал, не играв, се разбира, ама дали играв со другарками или со другарми, јас се представав или како Никола или како Филипа. Денес ме зафркаваат дека Филипа Лиловска требало да сум се представувал, но тоа друг пат ќе го кажувам. И на почетокот на луѓето тоа им изгледаше допадливо, допадливо не знам, ама барем смешно, па не ме репресираа. И тапс, вака малце само тропот пораснав и одма дисциплина, тоа е во помал град, особено ти ако ги оставиш децата родово да се изразуват, кај бе, вие нормални сте, мислам, не ќе застране, тоа ќе отиде у неповрат. И така си ја направив оваа лузна, која што гордо си ја носам, паднав по скали со сандалките на другарка ми, но толку моите ме исплаши и ми рекоа мора на школа да кажеш дека падна со влечките на дедо ти. Добро, ваа нога носи ли чик кумано во влечки? Ве молам, мислам, паднав со влечките на дедо ми. Глупост. Собствената облека си ја модифицирав, а позајмував сандалки, нешто друго, некој чаршав ќе преметнев и бев више дотеран за да играме. Како и да е, кога
сега малку и за сексуалноста да се осврнам. Многу рано научив да се самозадоволувам и морам да ви кажам, до вечерава ми беше срам да признам, ама на почетокот ми беше многу страв да идам до крај. Сега не знам на толку мала возраст кој е крајот кај самозадоволувањето, најверојатно нема баш таков како што сега се поима од оваа перспектива. Меѓутоа, така, пробав и започнав од тоа. Како што растев, репресијата од средината стануваше се поголема, да речам, до ниво на неиздржлива. Па тука ми се најде баба ми, која што, иако беше доста религиозна, мене ме третираше на посебен начин. Дали дека бев единствено момчек, па сакаше да му угоди се во фамилијата и така натака. И нели петок, пазарен ден во Битола, дедо ми, пензиониран секретар на општината, нормално во петок иде на пазар, да испие неколку ракие, кафе, нешто да си направи. Баба ми само ќе ми каже, можеш да се дотераш и слизи долу, ќе пиеме кафе. И јас, гардероберот на мајка ми со тие огледала, костумче, шарпа, тие обетките со штипки, гердани, брош, убавезно беш, брош не се симиња. И се симињам доле, кафе, пошто петок посно, оваа религиозна, ама со сите салтанати, значи од леблебија, од локум, сладко, од смокви, да си дотуриш, вода, пелистерка, се наредено. И еднаш се сеќавам, беше лето, Светинаум летен, така беше. И само го испивме кафето, и ми вика, ај сега преслечи се, да одиме во црква, владиката Петар ќе пее у манастирот, ама викам, добро, ајде. И се преслакам и се и викам пупата, викам вака, дома едно друго, викам се у црква ќе идем и баба ми само да не тури млеко во кафето, Никола. И јас се викам не, па тогаш ќе одиме, ќе го бациш крсто, не е проблем, нема денес нафора, можеш да запалиш свеќ. И кога се впуштив во сексуални односи, едва и legal age, сега бабата ќе ми искара, ама добро, јас си почнав порано, нели осозрев. И тогаш ја откачив баба ми. Тоа кафе поинаку се пие, поинтересно е. Сега добро, малку и со баба ми беше интересно, ама како што почнав да уживам, од почетокот беше тежок, да се разбериме, нема лесен почеток, чак не у сексот. И ја подоткачив, почнав така да се осознавам понатака и понатака. И почнав да се карам со сестра ми. И кога и да се скарав со сестра ми, мајка ми стално ми се закануваше од понеделник на ракомет. И јас, ако се скаравме во вторник, леле, до наредниот понеделник, за да не ме запишат, бајче. Значи, книги отварај, намаса, решавај, читај, лектира, море ова, море она. И еднаш толку многу беше лута на мене и ми вика, готово, јас решив, во понеделник одиме, а беше петок, 2 дена да преразубедиш некој, јас имам способности, ама не до толку. И само идам кај татко ми му викам, абе тато, слушни ме сега, до сега не ме запишавте вие на ракомет, сега ако ме запишите уште поише ќе ми се смеат. И ме гледа само и го валоризираш ова и вика, остаја мајка ти, нема да те запишиме. Си рече, овој така го зафркаваат на физичку школа, пуште ние на ракомет да го запишиме. И продолжив да се осознавам, тапса одма нов срам. Сватив дека сум многу субмисивен у сексот, као тоа, субмисивност, мазохизам и така натака. На луѓето им е срам да говорат за овие работи, ја па само за ова зборам. Ја не знам, мене не ми е срам. И мора да се разбериме, под субмисивност и мазохизам не разбирам она со договор, имаме сејбор, да имаме, јаготка, и ти викаш јаготка, играта застанува за да се вратиш назад во нормала. Не, јас сакам да бидам објективизиран, као да бидам на македонски кажано предметен, како да се изразам поточно. И негде тука слушнав од ценетата Дракшичи, личното е политичко, се дереше на некој настан ваков и слично, и јас се викам, ја толку субмисивен, ваков се борам за маргинализираните заедници, си викам, па кај мене ме носи ова успектор, негде дамбетер од ДПМН. И си викам, чекај, мора ова, ќе се демократизираш, Николче, малце, мора да видиш и нова перспектива и пак срам, не знаеш како да побараш, да бидеш доминантен во оваа пенетративна култура. Си викаш, како да кажам се, ова не е договор, ајде, јас сум денес доминантен.
И добро, се деси тоа што се деси. Само за илустрација, ако имате гледано национална географија како две фоки се парат, ова беше полошо. Немаше ни концепт, ни замисла, ни ништо. Значи, ужас. Ја пребродив, другиот не знам како преброди. И си реков, ајде ќе се вратам кон исконското, ќе драгувам. И не дека бев лош. Значи, окей, изгледав, имаше 5 души позади мене, 5 сати спремање и тоа 2 сати да си ги вратиш тите стисите од пубичната кеса, уролозите 2 чекаат да ти се спуштат кога ќе се родиш. И напорно беше, меѓутоа бев окей. Меѓутоа имам еден суштински проблем со тоа драгувањето, ради терминот, а и валјда ради тоа како се станува драг кралица. Тоа е затоа што за да станеш крал или кралица треба да бидеш крунисан, хиротинисан, прогласен. А мислам дека ваква блудна и развратна принцеза како мене може само да се роди, а не и да се постане. Ве сакам сите, фала. Се поклонувам, принцезо, пред тебе, не знам друго што да ти кажам. Имаме принцеза, ама после имаме кралица. Да. И тоа шпанска. Со орден за особени заслуги од Шпанското кралство, единствено во Македонија, така? А значи наша следна раскажувачка на настрани приказни е Јасмина Николиска, професорка и преведувачка од шпански, основачка на школото Каста Дива, а единствено, може би, секако не единствено, една од добрите школи е за шпански јазик во Македонија. Повелете. Благодарам. Јас како професорка ќе се трудам да бидам кратка, односно да влезам во овие минути кои што ни се предвидени, а имам приказни еден тон. Кога ми кажа дека ќе седиме на кауч, леле, што да облечам? Како да се сокрием? Па си го зема франчето што ми оди вака во ова. Па дал да го ставам вака? И на крај реков, ајде јасне. И така си спремила да зборуваш што ќе чуете, а тоа е како од мала ги кршам стереотипите и како се борам со срамот, излези таква каква што си, со сета своја големина, со сите витки, со сите свадбарки, почни така што, каква сум, таква сум. Каква сум, таква сум, таа сум и цел живот сум таква и си се сакам, нели? Си се сакаме. За разлика од Ана, јас имам големо бреме и семејно наследство во кое што вака како наслов стои срамота. И за тоа ќе ви зборувам, квир приказни чувме, ќе чуеме, а да се биде дебел во нашава убава Македонија, особено од кај што ми потекнува половина од семејството, прилеп е бога ми настраност. Седам вака, знаете зошто? Затоа што кога бев мала, а што да правам, гените ми се од онаа друга настрана, појке. А тоа ми е кумановско-српска. Ке има малци и српски, за тие што не знаат, кренете рака, ќе ви преведам, малку и на српски ќе зборувам. Вака седам, затоа што како мала седев вака. И мајка ми ќе ми речеше, јас не здружи ги нозете, дебело. Ти ќе ги здружиш нозете, тие не се здружуваат, па ти бегаат. Па ќе ми речи, не така, клај ги настрана. Па јас ќе ги клам настрана, па ти бега нешто, правиш со прстите, преплети ги. Па ќе ги преплетиш и така ќе седиш. Зато така седам, така добро ме истренирале, перфектно. Како мала, ко што седев, така зборував, така и се смеев, гласојта ни е, на татка е. Како што и ме видовте на сликата, ете таква. Не така, срамота е. Добро бе, мамо, како? Така, ќе се поднасмееш. Како? Ем сериозна, ем религиозна. Вака да седиш, да бидеш ем сериозна, ем религиозна, а од внатре ти врие, тешко е. Зошто сум поддржувач голем
на ЛГБТ заедницата. Затоа што во сета таа атмосфера, кај што имаше многу биполарно воспитување, од едната страна ми викаше мајка ми, на ведната глава сабија не ја сечи. А татко ми ќе дојде од позади и ќе ми рече, ама и го бапаат од позади. И кај се ти да ти го бапнат од позади, не ми беше јасно зашо да ми исечат главата. Среќа што не станав биполарна. Оти така сум воспитана. Зошто ги поддржувам? Затоа што моите беа интелектуалци, се дружеа, кај нас доаѓа луѓе, секакви. И за мене, како повеќе минат овде во Македонија, зборот "давај газ" не ми беше откриен кога почнаа да ги викаат сите педери. Оти кај нас идеа и такви пријатели на моите, ама беа од страна на мајка ми, така, именувани како, не, од мајка ми беа топли брајќа. Значи, тој е топол брат, ништо не ти е јасно. Па кога ќе се ражестеше татко ми, па ги викаше "давај гази". Педер не се спомнуваше. Ама постоеше, па после ти ако си иоле, нели паметен, па ќе свати што е тоа, така што со еуфемизми сум израсната. И сега ќе почнат приказките, мал милион ги имам, не ми да уклучиш топерица до кај ќе стигнам, али ајде ќе стигнам. Значи да се разбереме. За секс јас нема да ви зборувам, бидејќи има тука кој да кажува и бидејќи тука тој грејпфрут што ми беше од прилепски притисок, го направив орис, ама некојаш расте, па знаете, ќе набоја, па расте, па притиска и нели срамота е. Ама нешто ќе кажам, нели, за ЛГБТ. Си одам јас дома едно време, еден ден после часови, 10:30, во влезот, слушам галама, викање. Влегувам дома, на син ми друштво и на ќерка ми друштво се собрале заедно. Дискутираат нешто на глас. Викаат, еве сега ќе ја прашаме мајка ти, па да видиме она што ќе каже. И станува еден од другарите на син ми, вика, добро бе, тетка Јасна, што ќе направиш ти ако Андреј ти каже дека е педер или Анастасија дека е лесбејка? И ја викам, ќе ги викнам партнерите во недела на ручек. Ќе прашам, шо им е омилено јадење и то ќе им го направам, ќе ги викнам на ручек. И Андреј вика, ви кажав да не ја прашувате? Стана момчето, ми се сврте и ми рече, срам да ви е. Така што не само што од дома ме растеа со срам да ви е, почна и маливе да ми викаат срам да ти е, ама тоа е што е. Да се вратиме на мојата биполарност и на моето биполарно воспитување и со две приказни ќе ви раскажам. Јас учев како мала во Перу, во Лима, и таму завршив две одделенија, што би рекла мајка ми. И завршуваат одделенијата две и ние ќе си одиме, а мене ми се свиѓа еден Хорхе, ми се свиѓа такво колонијално мало маже, црна коса, зачешлана, дебелко, му пукаат панталоните. Тоа пакетето почнало да му се познава и тука нешто тебе ти работи и јас сакам да го бацам, значи да си одам од Перу, од Лима, без да го бацам Хорхе, не иде. И јас да тргнам да го бацам Хорхе, Хорхе валјда сватиот и он беше така срамежливо момче и почна да трча. Околу школото низ дворот трча Хорхе, по Хорхета трчам јас, по нас трча учителката, Кармен, мајка ми стои, а ја викам, тато, фати ми го. И татко ми по другата страна, ми го фаќа Хорхе и мајка ми во тој момент од таму се вдава и вика, леле, немој Звонко што ќе реча Прилепчани. Пусти срам ќе пукни среде Лима, среде Перу, среде Јужна Америка, што ќе рече Прилепчани. Пусто во рефлекториве, ова вака што сјајам, нели, тука имало баба климактерична. Ајде, јас сум била нешто друго. И то се си стои, втората приказна, за да не претераме многу. Ви дадов еден бекграунд, нели, освен што за моето семејство, освен што не ви кажав дека јас сум најмало дете
Уф, ти благодарам. Копав пова покри срамотава што ја носев, не можев да го извадам, да го најдам. Аха, сега кога ќе ме гледаат на YouTube, таму ќе речат, Лиле, оваа што стори патење, срамота. Жива срамота. Ама потегов како? Шпански. И единствени сме за шпански, само за шпански морам да кажам. Вака, една заграда. Значи приказката. Јас сум најмало дете од 4 деца, после тројца машки, едно девојче. Поголема среќа на татко ми, па ваljda и на мајка ми, ама таа си била среќна со тројцата синои, така, машка, мајка, македонска, тројца синои, емто учат. Сите петки, се најубо, а ова цело на татко е метната. Гласојта, не знае да седи, дебела. Ни дама, ни ништо и добро. И плюс во гимназија сака да биде глумица, учи некои таму странски јазици, шубав јазик ние си имаме. Организира, активистка и добра. Во тоа време, татко ми имаше една голема урбанистичка работа во Црна Гора, завршува убаво тоа се, урбанизација на градот Улцин и ги поканува дома неговите партнери од Улцин, мајка ми, вели прилепчанка. Турли јадења, од супи, пити, ширдени, чомлеци, се готви, за да нели се покажиме, оти нели шо ќе рече прилепчани во Црна Гора. Сите ние дома имавме своји обврски, моето беше да простирам алишта. Добро, испрала машината, треба да се простира алишта, јас на терасата простирам и то со ред. Прво, ако има чаршафи, чаршафите. Второ, крпите. Трето, маиците, па гајките, па чорапите. Никако не сме да се измеша. И штипките да бидат и тие по боја. Звони вратата, мајка ми излегува стокмена, имаше пунџа жената и се поздравува, добродошли, добро вече, изволите. Од таму излегува едниот ми брат, ово нам е младжи син, абсолвент граđevinarstva, одат во дневна, покажува слики. Ово нам е стари син, он е на постдипломским студијама, улюбљани, ожењен, имамо двоје унучади, се си кажа за синоите. Изволите, седите, седна, шта ćete да попиете, кажа, тргнува и оп, ме здогледува мене таму на терасата, кај ги пружаме лиштата поред. Ме погледна и вака напри. И се врати и рече, а да, имамо и черку. Ено je pruža veš. И си продолжив јас со моите активности, пружам веш, шо ќе кажи? Има кец хемија? Глуми, сака да ја наследи Нада Гешовска, со оваа, нели, габаритност, зарем ја ќе се слеквам по сцена или ќе правам колут напред и салто. Шо можам да правам? Македонска мајка, олеле. Некои јазици таму зборува, чуждестранни. Немаше шо за мене да се пофали, ето е пружавеш, ама ко шо се стори веко, шо викаат во Прилеп, и се мени новој свет, шо викаат во Прилеп, се сменија работите, јас си избрав професија што си ја сакам, што секогаш сакав да бидам, си ги завршив тие јазици, се посветив на шпанскиот, ме намириса, открија, татко ми не го доживеа ова, но мајка ми доживеа кога мене ме прогласија за почесен консул. И доаѓам јас дома, нели, ова е она кога тој засрамувачот станува засрамен. Тоа е приказката. Доаѓам јас дома и носам на мајка ми огромен букет цвеќе и внатре и пишувам почесен конзул станав, али ја и сада пружам веш. Јасмина ројално ни се представи, а сега следен наш раскажувач е Сашко Коцев, познат наш, еден од најексплоатираните актери, едно многу добро момче, многу вредно момче, многу хумано момче и исто така добар стендап комичар. Ајде да видиме што има Сашко да ни каже за срамот.
па после се ова што се раскаже, ја немам ништо да кажам више, што ќе кажам. Ние не ни знаевме дека имаш голема кола. Уствари. Е, па сега дознав ти за другото. И за тоа гледаш, мора ви до тоалет да отидам на брзинка. Јас сум за стендап, па вака ми е чудно кога седам и раскажувам, ама нема врска тоа. Срле, сакам ја да пробам од другата тоа што раскажуваше. Добар, да, супер беше тоа све. Да. Бра. Да, ти си као Обеликс. Паднате у буре, он е така. Така е израстна. Срам, па ја, ова се доста чудни приказни, моите морам да признам дека се многу банални. Ама нема врска, две приказни имам кратки, едната е така мала за загревање. Снимам ја еден филм, демек па сум снимал 100, нема врска. Нема везе. Филм треба да играм, имам сцена со Раде Шербеджија. И си викам, ало, со Раде Шербеджија ќе се сретнам, имам 29 години, како ќе оставиш, нели, се спремаш првиот впечаток, каков впечаток ќе оставиш, како он ќе те прими, знаеш, не како ќе те прими, него, али да не е тоа бедно, него како то, па знаеш, тоа после влијае, никој не сака од тие големи тимиња глупак покрај себе у сцена, ние треба сцена да имаме, и треба се најдеме ја и он на проба, во FX3X, во студио, треба да дојдеме на проба, јас се спремам, седам, вака ќе седам, не, вака ќе седам. Вака ќе седам да ја фрлам и косата назад, не, вака ќе седам, не, ми се моча, мора да идам да мочам. Идам да мочам, застанам на писоар, и слушам како се отвара врата во машкото WC, жрп, чкрап, две ноđиња, чкрап, на писоар до мене. Ззп, и почувам млас. Ја не се вртам, не, викам, не. И викам, ке се свртам. И он ме гледа. Он не ме знае по име, ама видел кастингот кој игра. И ме вика по ликот од филмот. О, Коста! И ја го гледам, викам, Дон Рафаел! Да се поздравиме, да се поздравиме, да не се поздравиме. Али трае, пичко, знаеш колку траеше? Никад не сум мочал толку долго. Викам, дај нека се отиде и он вајда со простатата нешто преми појма, нема, знаеш колку тоа трае. И стоиме, нека нема, викам, кај се гаси ова, како да го изгасам? И не се гаси. Се гледаме, па и он да гледа, па посваш, па и надоле да гледаш, знаеш. И он како погледа нагоре, па ме погледа мене и ја викам, јас за со тебе, за Холивуд сум спремен на све, викам. Нема врска, не го помислив. И ја останав, он се излезе. Следна ситуација. Идем у Србија на фестивал, председател на жири комисија Бранислав Лечич. Викам, како ја ќе се сретнам со Бранислав Лечич? Како бе, он е председател, дали ќе ми даде награда за тој филм, за друг еден филм, не знам што. Идам, стигам у хотелот, ми се моча од Куманово почна ми се моча. Граница све. Идам се откопчувам уште од врата, откопчан, го вадиш уште од врата, трчам и сваќам дека еден писоар, на еден писоар има еден човек и се врти он, се вртам ја, Бранислав Лечич. Да се поздравиме, да не се поздравиме. Него му се мълча, мене му се. И тие се моите професионални срамоти. Професионално. Другата приказна ми се јавува една женска, пратена од една друга женска. Оваа, јас сум имал тогаш многу млад, 23-4 можда нешто така, а она има 40. Ама знаете каква женска? Порцелан. Плава, згодна, со маж и со керка, со све, али тука она вика, ајде да се видиме. Да. Кај си таму, скришно, у едно папче. Идам ја и парфем. Стигам, се паркирам. Не, чекай, парфем. Влагам овакво, ќе пиеме прво пиво. Нели не можеш одма туку така дома да тидеш. И само што влегов и она ме вика, сега се напарфемира, бе. Добро, вика, мајде, нема везе. Стигаме, она зима од другарка стан. Стигаме у еден стан, раскошен стан. Почува работава, знаеш, све е тука, све е супер. Тоа е, знаеш каква женска? Знаете ли каква женска? Ја викам, нормална ли оваа со мене, бе? Нормална ли е?
нема везе тоа, и стигам и одеднаш мојата хидраулика не работи. Ама не мрда. Негде по пат се скина врската меѓу мене и, како беше, и Копи 2. Ама знаеш како се скина? Абе, епидурална анестезија. Можам да се породам, да не... Значи нема ништо. Нема... Еве, Џон. И она ме гледа. А ја... Па викам дали да... Не се вадев како што се вадат сите машки. Она као, извини, изгледа превише те сакам. Не се вадев така. Дури ме нервира женски која не знае рака пријателска да пружи, да помогне, него едноставно. А ме гледаше вака. Вака ме гледа. А јас замишлев сега тука ќе влеземе, ќе има тука нели секс на свечи, стално тоа ме нервира. Ама знаеш, ќе има нешто она спремила, нешто за мене. Не, секс на свечи ме е зебано зашто ми паѓа диоптрија, не гледаш ништо. И некогаш станувам, ајде за арно за убаво, нека на 10 денари оставам на свеките. И не мрда. И уствари сватив што е работата. Работата е дека ја тогаш осетив едно човечко месо. Тоа не беше некоја женска згодна убава со која што тоа е некаков секс, него тоа беше некакво си човечко месо, туѓо. И чај да не ме расплачам. И знам тачно зашто се скина врската. Тоа е казна за мојот промискуитетен живот. Затоа што јас се осетив како проститутка. Не како проститутка, како дролја. Ама знаеш каква дролја? Затоа што сега ќе вратам малце поназад. Тука немаше никакво бацување, никаква љубов, никаква страст. Тоа беше едноставно другарка и кажала: "Ей, мора овој е заинтересиран за тебе." И она легна и вика: "Ајде! Ајде! Ајде бе!" И јас стојам, и врската е скината, и она ништо она не осека ништо за тебе. "Ајде бе! Што тебе на тебе бе? Што тебе на тебе бе? Види го бе. Што ти е на тебе?" Викам: "Ек си одам дома." Ама зашто си тажен? Зашто она? Се отидов дома. Дури другарка ми се јави од Сабали и ми рече: "Ја те праќам таму да ебеш, а ти што, кидаш рамо за плакање или да бараш?" И мислам дека тука некаде ги навршив тие мои промашени љубови, парфемирани у кола пред да влезеш у пап. Сега да не се правам многу морален тука да ви продавам, но таа е една срамота која што тоа е, машките многу добро знаат зашто зборувам за Копи 2 која ќе се откаже од тебе. Така некако имав потреба тоа да го споделам за тоа една казна што се ја доживеав, па после можда малце се поправив. Фала ти, Сашко, што така накратко ни опише како многу често жените се чувствуваат кога мажите се однесуваат така со нив. Една таква состојба со изменети улоги. А сега продолжуваме со нашата последна раскажувачка за вечерва, која што Румена ќе има често. Па не знам, мене ми е драго дека не заспала се уште со оглед на годините. Дремнав малку. Добро. Миријана Најчевска, нашата, не знам, експерт по човекови права, позната наша професорка и се разбира балерина. Да ви кажам право, мене не ми е местото овде. Мислам, дефинитивно, ја не се наоѓам со никој од овие предходно што зборува. Ја им кажав и кога ме викна, ми вика ќе зборуваме за срам. Ја викам, не сте го нашле човекот, викам. Ја срам немам. Одам дома, му викам на мажнот: "Чао, Сашко. Абе, Сашко, треба за срам, ја ни срамни перде." Вика: "Не е точно", вика. "Перде имаме", вика. "А срам немаш." И да ви кажам, направив анкета, ама многу сериозна анкета. Јас сум се научен истражувач. Да. Прво почнав со мајка ми и татко ми. Мајко, татко, дали некогаш од нешто сум се усрамила? Се гледаат луѓево. Не се сеќаваме, вика, абе, никогаш од ништо не си се срамила. Добро. Продолжив со маж.
продолжив со деца, па предов на другарки, таму ми седат другарки, ги анкетирав. Продолжив со братуче, неа таму седи. Апсолутно. Не бре, вика ти, ама вика, ние сме се срамеле од тебе некогаш. Добро, викам, ајде кажувајте од што сте се срамеле, никој нејчи да признае. Само по старата керка ми вика, слушај, вика, ја многу се срамам со тебе во продавница да одам. Зошто же ти Бога у продавница? Вика, абе, многу си строга со продавачите, вика, само од тоа се срамам и од ништо друго. И да ви кажам, почнав да размислувам што е работава, мислам, како тоа јас без срам и слично, и сватив дека има еден многу интересен развоен пат кај мене. Прво, од најрана младост, мене никој никогаш не ми викал за срами се. И мајка ми прилепченка, од тие истите. Ама, ја не знам зашто таа сиот срам најверојатно си го држала во себе. Никогаш мене не ми рекла за срами се дете и не ме научила што е срам. Најверојатно во градинка, во училиште ми викале срамота е не дигај сукња, не играј со машко, држ ме, не дај ме, ама кај мене тоа онака од едно уво ќе влези, од друго ќе излези и не сум научила што е срам. Ама после научив да читам. Тука дојде проблемот. Штом почнав да читам, сите срамои ги видов. Абе, луѓе се срамеле. Се срамеле, од срам се убиваат. Од срам се селат од дома. Од срам страдаат. Па кога дојдов до Достоевски и до Толстој, пичку матере, мислам, кој срамои, мислам, онака, читам и одеднаш сваќам дека всушност срамот е неверојатно моќно оружје. Моќно оружје кое што е измислено за да се командува жената пред се. Оружје кое што го употребуваат секојдневно за да ме ограничат, за да ми кажат што да правам, како да правам, кого да сакам, како да сакам, со кого да бидам, со кого да не бидам. А ја прилепски инат. Така викам, вие ќе ми кажете мене, ја решив да не се срамам од ништо. Не се срамам како изгледам, не се срамам од своето тело, не се срамам од својата сексуалност, не се срамам да одам на нудистичка плажа, без пешкирче, у бајни. Не се срамам кога имам флека на лиштата, не се срамам да се појавам несоодветно облечена на некое предавање, сите очекуваат некоја женска у костимче, им се појавува баба во патики. А вечерва сум вака облечена само заради мајка ми. Многу кеј во сукња да ме види, така што, мамо, кога ќе ме гледаш во сукња за тебе. Она што во моментот тогаш решив е дека морам да си воспоставам некакви принципи. Па не сум ја сега па некој социопат, па од ништо да не се стравам и слично, нели? И, значи, штом емоционално не можам да се страмам, морам рационални граници да поставам. И си поставив граница. Се срамам од тоа кога некому ќе му направам нешто лошо. Значи, една граница, а ако некому му направам лошо, жив срам. Меѓутоа, срамота е и ако не реагирам кога ќе видам дека нешто лошо се прави. И имам една ситуација кога ептен сум се устрамила и уште луѓе кога ќе се сетам на тоа си се црвенеам. Си одам по улица и гледам една госпожа со кученце, кое што кефта, скока. Од спротива иде жена, ромка, со мало ромче. И девојчево пружа рака кон кучево, сака да го погали, кучево скокнува, го гризнува. Дете во вриска, ромкава вика, прибери го кучето и слично. Госпожата одеднаш се врти и вика, собери си го ти тоа гнесно дете, ми го вознемирува кучето. И ја не изреагирав. Луѓе, уште го носам тоа во себе, дека не сум изреагирала. И си реков, 10 пати погрешно ќе изреагираш, ама нема да пропуштиш еден пат да изреагираш кога некој нешто е повреден и за да не се срамиш. И си поставив и уште еден принцип.
Викам, таму негдека на 75 години, тоаш ми изгледаше многу далеку тоа 75 години, сега нешто близко изгледа, не сакам да се разбудам и да си речам, леле, сега да ми се тие години, што би правела? Што сум пропуштила? Ништо не смеам да пропуштам во животот. Се што можам да направам, се што ќе ми се посака, се што ќе сакам да вкусам, со секого што сакам да бидам, јас ќе си бидам. Срам да ми е тоа ако не го направам. Арно, ама има така неколку стотици илјади луѓе кои што мислат дека за многу работи треба да се срамам и ги добивам пораките нивни. Многу интересни пораки. Ми викаат вампирка. Добро, тука нема. Вика, оди бабо, гледај турски серии. Да, ја повеќе блеклист и ја и зомби сакам, ама се ако мора се... Вика, не ебана. А едно има, вика, долго време не ебана чека од два и некој да го начука. Добро. Значи, такви повеќе стотици. И вика, проститутка стара и курва. И да ви кажам, тя не обрнувам внимание на овие работи, нели оперирана од страм. Ама всушност лажам. Да ви кажам, кога ќе ми речат проститутка и курва, некако многу убаво на душата. Си вика. Абе, што женска беше бе, некој на 60 години сака да има секс со тебе, па уште и да плати за тоа. Вау! Значи, ете, заради тоа јас сум со квиер. И затоа секојаш ќе излегувам и на парадата со комерцијалните сексуални работнички. Едно од нив. Па не е нормално колку бевте добри. Мислам, настрано е, срамота е. Многу бевте добри, браво. Тука негде е крајот на нашата вечер. Не се спомна вагинални прдежи и слични некои сочности, ама ќе преживееме и без нив. Би сакала да ви се заблагодариме што дојдовте вечерва и обавезно да ве поканиме да дојдете на викендот на гордоста кој што се одржува од 22 до 25 јуни. Исто така се заблагодариме на Ирена, Славчо, Јана и Билјана, кои што, иако не се тука на сцената, беа еднакво присутни и се еднакво заслужни за сето ова што го гледаме вечерва. Кинокултура, фала многу што не угостивте. И ве покануваме да останете на журка со најзгодната стара мома диџејка Илина Ангеловска.